целата идеја на смиреноста е, нели ние во Скопје, барем што сме, ја остана викендов тука, и ке речеме, многу си осакаме Скопје кога е тивко, многу си осакаме Скопје кога е празно. И ќе објаснам зошто обично го сакаме Скопје кога е празно, барем еден тип на објаснување, кој што веројатно може би ќе ви има смисол на вас, но е поврзан со концепт во животот. Поради тоа што гледате, кога сме смирени, фактички што ни дава таа намалена раздвиженост на, ајде да го земеме наедноставно сообраќајот. Кога имаме сообраќај некој, каде што имаш раздвиженост во сообраќајот, имаш многу сообраќај, имаш многу циркулирање на возила, што ќе се случи утре во Скопје, гледате, она што се случува кога имате таков тип на голема раздвиженост, поради тоа што има премногу во, да кажеме, динамика околу нас во нашиот ум, но и физички гледано околу нас. Знаете, кога има премногу возила, кога има премногу сообраќај, кога имате премногу луѓе со кои што треба да се видите дента, тоа се прави еден тип на одземеност на вниманието, на насочени работи кои што се посветеност на тоа кој што го работите, но имате еден клиент или друг клиент или разговарате со некој човек, имате 100 работи кои што во денот треба да ги завршите, тоа бара внимание од самиот ум, бара насоченост на внимание кон тоа кое што е околу нас. Сега, кога човекот е во мирна состојба, кога човекот е во спокој, знаете, затоа што душата, ние како духовни битија, како ментални битија, ние сме спокој во нашата оригинална состојба, нели, како духовни битија, најубавата состојба е спокојност. И што ни го дава тој спокој? Фактички еден тип на душевна смиреност. Душевна смиреност плюс блажена состојба плюс среќа, на некој начин би рекле дека е тој спокој кој што човекот го доживува. Кога ќе отидеме во некој храм, кога ќе отидете во било кој религиски храм, од било која религија, ќе видите дека има еден тип на спокој, еден тип на енергија која што е константна енергија, која што не е раздвижена енергија, нема турбулентност, нема движење. Што има? Има еден тип на смиреност, има мирни движења, има спокојни движења, нема нервозни движења, нема нагли движења, нема ентузијастични движења и така натаму. И тоа е нешто кое што го гледате во многу мудреци, например. Ако видите некој мудрец, ако видите некој тип на свештеник, некој тип на гуру, некој тип на луѓе кои што се, да кажеме, во духовна издигнатост голема, ќе видите дека едноставно ја чувствувате таа енергија во нив. Но имате и други типови на луѓе, каде што имате поголема енергија од нив, поголем ентузијазам и така натаму. Не дека едното или другото е лошо, него сакам да кажам, може да треба да го имаме и двете. Може да треба да имаме и двете енергии во нас. Само не треба да имаме она нервозна енергија, не треба да имаме енергија на љутина, не треба да имаме енергија на вознемиреност, било каква, и така натаму. Зошто? Поради тоа што тогаш ја немате таа спокојна енергија, немате таа смиреност и немате таа статичност на ум и на душа. И сега, што е тоа што сакам да го објаснам? Денеска во Скопје беше спокојно, имаше статичност, немаше раздвиженост, имаше смиреност. Дури и кучињата не лаја денеска во Скопје, затоа што беше целосно мирно. Но ќе видите од утре го ќе се разбуричка, разентурбулира целата енергија на тој спокој, кучињата поише ќе лаат. Ево овој период, ако видите, ако сте имале кучиња, например, пред зграда, или ако сте имале кучиња, не знам, кај што работите и така натаму, видите дека спокојот влие и на кучињата. Не лаат кучињата кога има спокој околу нив. Затоа што многу интересно е дека тој спокој предизвикува заразност од позитивен аспект. Имате спокоен човек, тој ќе ја рефлектира таа спокојност на околината околу него. Ми текнува мојот тренер за личен развој, Александар Шампионе, поздрав, Христос воскресе. Мојот тренер за личен развој, многу беше интересно, беше таков спокоен човек, спокојство имаше во него. И кога ќе дојдев
да го прашам со 100 напишани прашања, 100 работи кои што сакав да го консултирам, како ќе дојдев до неговата енергија, одеднаш прашањата ми ги снемуваше, проблемите ги снемуваше, тоа што сакав да му поставам прашање, избледуваше, заборавав. Зошто? Поради тоа што тој спокој, таа енергија на мир, едноставно прави еден тип на ред. Ова сум го слушал, например, на Острог, не сум бил, на многу луѓе кои што биле на манастирот Острог кажува дека целата таа вознемиреност на луѓе, еден куп луѓе, вика, и секој дури нема, вика, луѓе кои што прават ред, зашто самите луѓе во тој манастир или кои отидете во било кој манастир, предпоставувам, било каде, па не мора ни да е манастир, може да е будистички храм, предпоставувам дека џами и така натаму, ќе видите дека има еден тип на спокојна енергија и таа спокојна енергија секојаш рефлектира мир во околината. Сега, поентата што ми е, кога човекот е во таа мирна енергија, он се одмара. Кога е во вознемирана енергија, не се одмара. Затоа и многу често ќе отидеме на планина, ќе отидеме некаде каде што нема бука, има само врапчиња кои што чврчат, човекот доаѓа до мир, доаѓа до смиреност, затоа што ја нема таа бучава која што преди се имаме во умот. Имате бучава во умот, имате бучава во околината, бучава во умот човекот има, ако например не ги заврши работите што ги почнал, тоа му предизвикува бучава во умот. Има една работа, друга работа, четврта работа, пета работа. Гледате, секако дека нема да е интересен животот ако човекот е целосно на спокој и ништо не работи, зашто сум видел така луѓе кои што се таа состојба, ама не завршуваат премногу работи, поради тоа што не влегуваат во акција, но поентата ми е дека и акцијата која што ја превземаме може да ни биде со еден тип на спокојна енергија. Сега секој си е карактер, секој си има своја енергија, имате некој човек, некоја жена која што е нервозна, која што све сака да контролира, која што веројатно многу потешко е таков тип на карактер да го убедите дека со смиреност може све да направи или со спокојствие може све да направи. Од друга страна ќе имате една позитивна емоција, тоа е ентузијазам, игра и така натаму, тоа е поблиску до спокој, но повторно не е тој тип на спокој. Муабетов ми е колку е убаво кога човекот е во спокој, поради тоа што тој се одмара, тој е одмор за самата душа, која што душата си го бара, тоа нешто. Ќе отидете некаде на одмор, ќе видите далечината на морето, тивкотијата на брановите и нема други звуци, човекот се одмара. И мислам дека е потребно, особено во поодминати години, гледате, моите има викендица на Скопска Црна Гора и кога бев дете, уопште не ми требаше спокој, поради тоа што ми требаше джагорот на улицата, не знам, да играме баскет, да играме сервис, да играме што и да игравме тенис во населбата, тоа е тоа што мене ме влечеше, но предпоставам дека како стануваме мудри, а може би и старееме едноставно, само старееме, може не е ни до мудроста, може би до староста, ти треба повеќе место каде што ќе се одмориш, ти треба место каде што ќе наполниш батерии, поради тоа што предпоставам дека животот полека ги празни тие батерии. Како луѓето во поодминатите години ги празнат батериите, едноставно им треба област, им треба територија, им треба место каде што ќе имаат мир. Се тоа не важи за децата, тоа не важи за тинеџерите, затоа што него однеси го на викендица 3 дена ќе збесне, затоа што него му треба диско, на него му треба излагање, на него му треба баскет, на него му треба други деца кои што ќе имаат таква палава енергија. И тоа е точно затоа што веројатно кај ние во тој детски елан батериите се секогаш полни, така да нема потреба да ги наполни батеријата затоа што он е полн со енергија, поради тоа што е во таа младалачка енергија, но како човекот одминува понатаму, мислам дека му фали тоа чувство дека треба да едноставно ќе видите, ма како викаат, се во своји години и ако некој човек ги нема изиграно играчките на време, така ќе имате некојаш луѓе кои што се после 45-та, 50-та година повеќе им одговарат друг тип на забава, не им треба бурно диско, не им треба што и да им треба одмор, им треба поубаво да седнат дома, да изгледат филм, да изчитаат книга, поради тоа што тоа е тоа кое што е забавата во тие години или тоа е тоа кое што ја полни душата во тој период. Знаете, секој човек мора да си ги изигри играчките. Некои играчки се за да ги изиграш на 16 години, други играчки се за 20 години. За жал имате луѓе на 50 години што уште играат играчки на 15 години, 16 години, 20 години, а он дошол 50-60 години и не му се изиграни некои играчки
и му треба да ги изигра тие играчки. Имате луѓе на 40 и кусур години, 50 години, се цело време по затвараат кафани, затвараат дискотеки, затоа што не се изиграни играчките. Но сакам да кажам, убав беше овој период. Ја многу го сакам Скопје, како што претпоставам дека и многу од вас го сакате Скопје, кога е празнично Скопје. И баш поентата ми беше дека тој спокој, таа смиреност се однесува на еден тип на стабилност на духот и на умот, затоа што ние сме тоа. И дури ќе видите има многу вежби кои што се духовни вежби, кои што практикуваат, ајде да го искористам зборот на англиски stillness. Stillness е, не знам како да го преведам, ама тоа е духовна stillness, тоа е ментална stillness. Тоа значи да си тука во сегашниот миг, фактички, но тоа е еден пак веројатно тип на спокој или смиреност или неподвижност или како сакате да го изразиме овој термин. Но секој човек кој што практикува на некој начин со било која технологија да дојде до тој ментален и духовен stillness, односно неподвижност, смиреност, константност во однос на душата, статичност, тој човек ќе дојде до моќ. Поради тоа што во таа состојба он ги контролира мислите, он го контролира умот, ама колку повеќе човекот е хектичен и хаотичен, толку повеќе околината може да го тригерува него. Колку повеќе сте во тој тип на духовен stillness или смиреност или неподвижност или духовна енергија. И гледате, ако земете некој човек кој што е на пример целосно смирен и духовно неподвижен, у смисол не негативно, него позитивно, и умствено неподвижен, не може да го измести тригер, не може да го измести кавга, не може да го измести реченица. Сакате, имате некој маж, сака да ја тригерува жената, жената е во тој свој духовен стилнес, или на пример имате некој маж кој што е во неговиот духовен стилнес, тогаш што има контролата. Зашто? Па затоа што моќта е во духовната неподвижност или духовната небура или во духовниот спокој. Затоа што во тоа смирение, во таа ментална цврстина е изворот на тоа што сме ние како душа, изворот на тоа што сме ние како духовни битија. И колку повеќе сме конектирани со таа енергија, на тој духовен мир и спокој, толку повеќе сме во сегашниот миг и толку повеќе перцепираме се она кое што е околу нас. Човек кој што не е во тој духовен мир или спокој, он не ни приметува што свима околу него, не ни го приметува неговиот живот, затоа што е во турбулентност на прецена неговиот ум, а тоа се рефлектира да обрати премногу внимание на турбулентноста во работите околу него. Кога имате човек кој што е во тој духовен мир, спокој, стилнес, е така да го искористам, зашто некако повеќе ми комуницира на англиски како термин, тоа што човек не ни обраќа многу внимание на турбулентни работи кои што не се важни, а самиот тој, поради тоа што не бива турбулиран или вознемирен од работите кои што се вознемирувачки околу него, тој ја справува целата таа негативна енергија преку неговиот духовен мир и умствен мир на кој што фактички работел он. Поради тоа, многу е важно човекот да ги најде тие техники, тие вежби со кои што доаѓа во тоа духовно смирување, во таа духовна константа на смиреност, за да може да го контролира животот, комуникациите, настаните кои што се случуваат околу него и да биде непогоден од нив. Значи, он да влијае на нив, а не околностите да влијаат на него. Кога имате нестабилен човек, тогаш околностите многу влијаат на него. Кога имате човек кој што е стабилен, а тој човек е стабилен поради тоа што има таа духовна смиреност. И кога ќе видите стварно некој човек кој што има таа духовна смиреност, он тој другче реагира на работите кои што се околу него и он ги контролира работите околу него. И тие луѓе на тој човек кој што има таа енергија му ја даваат контролата, поради тоа што подсвесно знаат или осеќаат некои ствари, таму се наоѓа моќта на едно битие. Тоа ми беше поентата за овој лайф. Немам нешто повеќе што сакам да го кажам. Знам дека сите сте во или патувате и се враќате на ке Скопје или на ке кој да е град од кај што сте, или веројатно веќе сте дојдени ако сте биле некаде и работите на вашиот духовен мир и спокој, или едноставно сте го завршиле вашиот духовен мир и спокој и сте дошле во куќата наречена секојдневие, обврски, спремање на деца за утре за на школа, спремање на обврски за тоа што треба да биде направено во наредниот ден и така натаму. Така да
Се надевам дека добивте еден духовен или ментален стилнес или духовна и ментална спокојност овој период. Но да не заборавиме дека на тоа е нешто на кое што човек треба да работи секојдневно, поради тоа што исконски и вистински тоа сме ние. Имајте убав викенд. Се гледаме повторно во среда. Да најавам само 21 сме во Штип на предавање, 22 Велес, 23 Скопје. Се гледаме на предавање во живо, а среда во лајвче. Чао! Христос воскресе ушеднаш.